Ова што го видовте е моментот по кој што веќе 6 месец од март месец до сега патиме сите оние што го сонуваме мондијалскиот сон, сите оние што посакуваме нашата македонската фудбалска репрезентација да отиде на тоа толку посакувано светско првенство 2026 година во Америка, Мексико и Канада. Токму така, тоа е фудбалот. Фудбалот се игра за еден гол. Во продолжение на емисијата ќе експлицитно ќе наведеме многу примери кога еден единствен гол одредени репрезентации ги носел на мондијалот или не ги носел. Меѓутоа тоа е суровата реалност, тоа е фудбалот и тука нема многу филозофија и измислување. Македонија и со тој постигнат гол во 90 минути, со тој примен гол во 90 плюс 4 минути и со нерешениот резултат со Казахстан се уште е во реална игра за пласман на мондијалот. Многу малку, ама навистина многу малку недостасува за некој да биде во играта или да излезе од играта. Тоа го доживеавме, го почувствувавме на сопствената кожа и на надпреварот на градскиот стадион против Белгија, и на надпреварот против Велс на градскиот стадион. Тоа го почувствувавме дури и на надпреварот против Казахстан, кој што скапо не чинеше. Зошто? Затоа што веќе го изгубивме, ја изгубивме можноста за таа прво место и директен пласман, но луѓе, се уште живее мондијалскиот сон, се уште имаме надеж, се уште имаме шанса да го освоиме второто место на табелата. Не смееме да се окажеме однапред. Никогаш и мислам дека за тоа можеби не сум сигурен дали целокупната генерална македонска фудбалска јавност се уште има толку енергија или верба, меѓутоа верувам и длабоко сум увиден дека самите фудбалери, самиот наш селектор Благоје Милевски, Боби, Елмаз, Барди, Муслиу, Столе Димитриевски, Серафимов, да не ги редам, Чорлинов, Миловски имаат верба во себе, имаат желба, имаат надеж дека можеме да одиме во Кардиф и дајте еднаш јавно, јасно да кажеме дека одиме во Кардиф да го победиме Велс. Никој повеќе од Столе Димитриевски, никој повеќе од Елмаз, Барди и да не ги редам сите други, не сака да отиде на светско првенство. Тие се тие што најмногу сакаат да одат на светско првенство. Тие се тие кои што се долу на теренот, тие се тие кои што гинат. Ние сме им само поддршка. Во продолжение да видиме што значи да бидеш дел од играта долу на теренот. Одиме со джингл и продолжуваме. Десетина дена по надпреварот со Казахстан и оној нерешен резултат кој што никој не го посакуваше, патиме сите, патиме и ние, но се уште сонуваме со отворени очи. Во овие 10 дена не немаше со емисија, се јавуваме прв пат, анализиравме многу нешта, анализиравме многу надпревари, многу разговаравме со фудбалски, навистина фудбалски стручњаци и има еден момент кој што сакам да го издвоиме вечерва за вас, а тоа е една серија што оди на Netflix, која што сите можете да ја видите, а се вика, насловот на серијата е Captains of the World Cup или капитените на светските првенства на мондијалите. Светските фудбалски првенства. Зборуваме, значи серијата, погледнете ја, нема да погрешите. Зборуваме Дургутов за момент каде што ни се отвара и ни кажуваат колку луѓето страдаат, патат, посакуваат, се трудат, гинат, се борат да се пласираат на едно светско првенство. Ако за најголемите фудбалски имиња, зборуваме за Бразилијецот Силва, зборуваме за аргентинецот Меси, за Ембапе, за португалецот Роналдо, Герет Бел, посебна приказка за Герет Бел, за Кейн, англичанецот, значи сите тие низ своите кажувања на овие специјални емисии каде што камерата на Netflix влегува директно во собликувалните кај фудбалерите, каде што ги снима како плачат, како се радуваат, какви емоции доживуваат, да дојдат во потенцијална борба за овој пехар, за пехарот на Жил Римес. Значи самиот пласман е потенцијална борба за пехарот. 0-0 шанси, меѓутоа имаш. Сето тоа низ македонска призма, низ призма на нашите гледачи, нашите навивачи, јас мислам дека можеби и не доволно, не сакам да бидам некако погрешно разбран, како да не сме свесни која шанса ја имавме, а малце ја испуштивме ради ова што го гледаме со Велс и со Белгија, но која шанса се уште стои реално пред нас на тоа гостување во Кардиф? Види, значи Велс го очекува надпревар против Лихтенштейн, на кој што нас ни одговара да не победи повеќе со 6-7 гола разлика,
Но нас пак не очекува, они ќе одиграат што ќе одиграат, ние тука не можеме да влијаеме. Но нас пак не очекува гостување во Кардиф пред Само куса да те прекинам. За втората позиција не одлучуваат головите на Велс што ќе ги постигне против Ликсенштајн. Може да биде 7-0 и Велс ќе не помине на табелата. Меѓутоа, ако ние го победиме Велс во Кардиф, ние сме втори. Можеме ли да го победиме Велс во Кардиф? Можеме да го победиме Велс во Кардиф. Јас сум длабоко убеден. Ти си непоправлив оптимист. Јас сум длабоко убеден еднаш треба да се пресече во фудбалската јавност, во нашиот селектор Благоје Милевски кој има изворена низа на успех на резултати. Прашање е дали самите резултати се успех без пласма на светско првенство. Тоа е пат дилема за која ќе се обидам да објаснам во продолжение на емисијата и што само по себе значи без пораз 16 на првер ако Македонија не дај Боже не го оствари својот сон и тоа може. И тоа може да можеме да останеме непоразени, да не учествуваме на светското фудбалско првенство. Па тоа успех ли сега? Не разбирам. Така, значи шансите ние посекако да нема дилема, ние посекако играме бараш. Сега, тоа не е толку онака олеснување. Тоа е добро што го објаснуваш. Тоа не е толку така олеснување, добро ние играме бараш. Значи ние играме бараш, но дали во тој бараш ќе влеземе против противник кој што ќе го добиеме ако сме во четвртиот шешир или во третиот. Или ако сме во третиот. А во третиот единствено можеме да бидеме со победа против Велс? Сигурно. Не зависи од никој друг, зависи од нас. Можеме и со нерешено доколку Велс не го победи Лихтенштајн со толку голови разлика колку што. Ајде да бидам отворен до крај, мислам дека Велс нема да пропушти таа шанса. И ќе се обиде да му даде на Лихтенштајн барем 6 гола, да се изедначи со нас. Добро, не можеш да кажеш така. Значи, ќе се обиде и Белгија сакаше со нас се обиде да не. Ние имавме шансата на прварот против Велс во Скопје, кога имавме реална спортска среќа да постигнеме гол во 90-та минута. Еве, ќе го пуштиме тоа видео и комплет интегрално 5-6 минути за да се подсетиме колку пак можеби и спортска несреќа, и незнаење, и сплет на околности, кој знае како сето тоа ќе го заземеш. Тоа е теоријата дека за тој единствен гол ние испуштивме да одиме директно на светското фудбалско првенство. После резултатите што се нанижаа во продолжение на после тој надпревар, така излегува. Тоа што сакам и јавноста знам дека сака, пошто имавме неколку боцкави прашања од наши гледачи и од луѓе што го сакаат фудбалот, некако останавме воздржани после надпреварот со Казахстан, останавме воздржани во однос на критика. Значи, велам критика. Добро, критика за постигнатиот резултат, критика за играта и критика за промашените шанси, ако има место за критика. Сето друго беше на ниво подршка, залагање, трчање. Благоје Милевски повторно беше распнат од сите фудбалски селектори и се. Тоа сакав да споделиш. По тебе претерано? Мислам дека е тоа претерано. Ако евентуално Серафимов го постигнеше голот во 90 плюс 3 минути. Тоа се е за тој еден гол. Сите, тоа е приказката, тоа се обидам да го објаснам на нашите гледачи. Се е за еден гол. Само една мала дигресија. Ако вие се сеќавате на голот на Горан Пандев против Грузија, во последниот бараж за пласма на европско првенство. Еден единствен гол на Горан Пандев не однесе на тоа европско првенство. Ако се потсетам да се навратам 50 кусор години наназад, за сега е премногу, овие помладите ќе речат што зборува овој небулози. 73 година во декември Станислав Караси, играјќи за југословенската репрезентација во Атина, постигна гол буквално во последната секунда, ја победивме Грција с 4:2. Со тој еден единствен гол, Југославија и Шпанија се изедначија, буквално во сите параметри. Исти одиграни, исти победи, исти нерешени, исти постигнати голови, исти прибини голови. И мораше да се игра мајсторка. Мајсторката се играше на 13 февруари 1974 година. Се памтиш. Во Франкфурт и со еден единствен гол на Јосиф Каталински Југославија отиде на светското фудбалско првенство во Германија. Единствен гол. Југославија, Шпанија 1:0, Јосиф Каталински стрелец во 13-та минута. Ајде се вратиме на Македонија. Зошто не може Барди да биде стрелец против Велс
во Кардиф Ма било во кој, 13-та дали минута Барби, и да остане 0:1 за Кој Македонија. сака, дали Кој тврди дека не може така да биде? Ти Не, мислиш? не може, не мислам. Јас во принцип не мислам ништо, сакам само да се задржам на уште еден момент кога е селекторот во прашање за фудбалерите, апсолутно нема што да коментирам, затоа што како што кажав во првиот дел. Мене ми забележа Тие се- дека го критикувам Серафимов. Што имал Не го маестрално промашување. Па добро, не го критикуваш сега да го критикуваш. Момчето- Ама кој повеќе од Серафимов во тој момчето- момент сакаше да даде гол? Има ли некој што сакаше да даде повеќе гол од самиот Серафимов на тоа што го промаши или на тие претходно што имаа шанси а што не дадоа? Или има ли некој што сакаше повеќе да ја фати таа топка да не влезе во мрежата од Столе Димитриевски, зборувам за Велс на домашен терен? На домашен. Значи луѓе нема и јас ве поздравувам за тоа што не ги критикувате фудбалерите. Ве поздравувам. На вистина е жално да ги критикуваме фудбалерите без Даваат разлика се од кој себе. што прикажува во тој момент на теренот, затоа што даваат се од себе, некогаш нас не делува недоволно трчале. Па може и да е така, но тоа не значи дека бойкотирале па не трчале. Значи нешто се случило. Сакам уште кратко за Благоја Милевски. Значи, сакам еве да се обратам. Ние бевме, па не бевме единствени, морам да кажам, но бевме отворени против Благоја Милевски и баравме оставка од Благоја Милевски во времето на Мете Добро. Седини. Нема да враќам толку далеко. Потоа Добро. излеговме отворено со поддршка кон Благоја Со Милевски. промена на ставот бидејќи очигледно се создаде атмосфера дека Македонија има шанси за светско првенство и еве го се покажува тоа. Какви се тие критики, јас не разбирам кога играта е во тек, кога шансите се тука, кога треба да го победиме Велс во Кардиф. Па не ли веруваме ние дека можеме Велс да го победиме? Да не играме ако е така. Ако е така да не играме. Не ги гледате соседните репрезентации, не ги гледате Така. големите репрезентации. Оставките си одат кога нема шанси. Кога целта била, тоа не е остварена цел, ти има оставка. Нашата цел, која е? Па види, нашата цел е да се пласираме, но целта и изјавите на тимот од репрезентацијата е да останеме што подолго во игра. Значи, еве, ние сме останати во подолго во игра, но дали е тоа целта на оваа фудбалска нација да останеме Така е. во игра? Или е целта да се пласираме на Мондијалот? Преку баражот, е преку баражот. Ајде да видиме после уште еден джингал, какви се нашите цели. Тоа што сигурно го знаеме е дека онака како што вели шефот на македонската фудбалска репрезентација Благоја Милевски, дека неговата цел и целта на репрезентацијата е да останеме што подолго во игра. Еве, играта, останати сме во игра, значи неговата цел е остварена, зборувам за тоа што го има дадено како изјава, но целта знаеме сите дека она што не ја кажува Благоја Милевски, не дека сега го критикуваме, што ја посакуваме сите, вклучувајќи го и него на челото, е да одиме на Да те светско првенство. дополнам јас за успехот на оваа репрезентација, само една реченица, по мене лично, а мислам дека јавноста тоа можеби го знае, можеби не го знае, ама мислам дека не го гледа, е присуството на Илија Најдовски на клупата на репрезентацијата. Така. Значи не сме го експлоатирале тој момент, не сме, можеби и да не речам, не наш, мој ситен превид, самото присуство на Илија Најдовски како акредитирано лице, како и релевантно во која функција е Искуството негово, поддршката, неговото многу тоа што може да го каже он на многу значи и многу разговори со него, вклучувајќи го и последниот разговор за време на тренингот на нашата репрезентација, популарниот војвода знае да каже што е наше ќе си дојде. И јас малку играм и на таа карта, треба да останеме стрпливи до крај, Да, така е. да се надеваме, да тренираме, да работиме, да создаваме атмосфера. Тоа што го бара јавноста. И тоа, а пазете, не можете туку така да речете, мене ми е гале што јавноста мисли, јас сакам ова. Не може да е така. Значи, не смее да е така. Јавноста сака да се даде максимум и да се искористи секоја и најмала шанса за полесен противник, сега веќе кога не можеме директно да се пласираме, за полесен противник во баражот и конечно остварување на мондијалскиот сон, одење на светско првенство. Значи апсолутно не е исто да си во четвртиот шешир или барабан при жрепката за бараш над преварите,
каде што се игра полуфинале и финале, значи два надпревари. Кои се нашите можни противници ги имаме ли сега откако завршија некој дел од овие квалификации? Значи со голема веројатност можеме да кажеме дека една супер фудбалска велесила како Италија најверојатно ќе биде втора, бидејќи играат последното коло со Норвешка, ама не може да ги победа со 7-8 гола разлика па да ги поминат. На таа второ пласирано место ќе биде и Турција. Тука ќе биде и Чешка. Веќе е тоа известно. Значи тоа се репрезентации кои според рейтингот кој го имаат на последната FIFA листа ќе се пресметува рейтингот, последниот рейтинг, ќе влезат во тој прв барабан, таму ќе бидат 4 репрезентации и играат со 4 најслаби репрезентации кои ќе влезат во четвртиот барабан и шеш. Во тој кој што ние доколку не успееме против Велс во Кардиф, да го победиме, ќе си останеме во четвртиот барабан. И сега зошто е многу важно да бидеме во третиот? Значи што губиме? Ние мораме да пробаме да бидеме во третиот барабан. Прво во третиот барабан ќе имаме релативно полесен противник кој ќе ни доаѓа во вториот барабан. Значи тоа се веќе репрезентации со послаб рейтинг. Сега да не ги набројувам сите, има уште 2 кола. Многу е неизвестно како рейтингот ќе се помести. Најсилните ќе ги избегнеме. Значи, најсилните, видите, Турција игра во изворедно силна форма. Да не заборавиме. За Италија види, да не се вака сега, некому од вас... Не дека и тие не може да ги победиме. Сега, да не бидеме, значи, ние, да не бидеме демагози, едно збориме, друго правиме. Значи, Македонија во тој суров фудбалски бараж за пласма на мундијалот, за теоретска борба за овој пехар, може да победи секого. Да не бидеме дека сме многу паметни, напротив. Грешат сите, грешиме ние. Сите сакаме да одиме на светско првенство, но има еден момент кој што јас навистина ќе се извинам, ќе го кажам, како да никој не разбира што е светско првенство. Значи, како да никој не знае колку е тоа моќно, колку е тоа убаво, колку е тоа најубавото кога е фудбал во прашање. Само да те допълнам. Па еден Роналдо на таа Netflix серија што ви ја спомнуваме, извини Другутов, вика, сега во моментов, ако ме прашате што ми недостасува, зборуваме за Кристијано Роналдо, вика, сакам да играм светско првенство, да го освојам и верувајте, во истиот наредниот ден се пензионира. А што е разликата со Меси, доколку Меси не го освоеше последното светско првенство во Катар со Аргентина? Да. Сите негови трофеи кои се многу се во сенка. И уште еден податок за нашите гледачи, за нашата публика. Репрезентацијата на Велс, со која ќе играме сега на 18 ноември, играше на последното светско првенство во Катар, каде што бев присутен единствен од сите спортски новинари. Ајде да се пофалам. Во Катар бев на моето 9-то светско првенство. Велс играше таму. Ама колку е тажно? Ти наодиш на 9 светски првенства, ниту еднаш Македонија не игра. Па дај на ова 10-то дека игра Македонија. Дали ти знаеш, дали македонската фудбалска јавност и друга спортска јавност знае дека Велс се пласираше во Катар на завршницата на светското фудбалско првенство после 64 години. Значи Велс кој го има Рајан Гигс, не знам, Јан Раш, Грег Белами, Рајан Гигс, Герет Бейл, 2 пати го кажав? Да. Па добро. Значи, види, поинтата е дека не се откажуваат, тоа што ни го прикажува Netflix. Што прават они? Нивниот селектор, значи врши самоубиство. Да не го зборувам, гледајте, ќе видите. Наташа, Соне пласма на светско фудбалско првенство е сон за Аргентина. Не е за Македонија. Значи посакува Чешка, Полска да играат на светско првенство. Како да јас не го чувствувам тоа во нашата држава. Значи може да ме осудувате, може да не е ништо страшно. Може да ме осудуваат, може што сакаат да кажат. Јас не чувствувам такво нешто Македонија која игра. Дојде како се наполни градскиот стадион. Имаше пударска публика, меѓутоа не се создава таква. Ама не е тоа, Дургутов, Не е тоа, Седиме претходно во кафулиња, во ресторани, се движиме низ Скопје. Нема атмосфера. Значи, да објасниме, светското фудбалско првенство. Учеството на светското фудбалско првенство како фудбалер, како капитен, како тренер, како селектор, како навивач на некоја репрезентација, дали си германец, аргентинец, холандјанец, швеѓанец, не знам кој, е настан доживување. Луѓето живеат за тоа и го паметат цел живот. Не чувствувам. А ако одиш на светско првенство како неутрален, еве како јас што сум одел, па навивам за одредена репрезентација, иако по дефолт стално навивам за Бразил.
Или сум го гледал Бразил 3 пати во финалето на светското фудбалско. Луѓе, Македонија го живее тој сон. И не знам зошто не дадеме не максимум, повеќе од максимум. Да направиме буквално една лудница пред гостувањето во Кардиф, да го победиме Велс. Ајде да те прашам, каква лудница да направиме? 10 дена помина од Казахстан, се испука, го изнавредија Милевски. И окей, селекторе, најсилните ветришта дуваат кога си највисоко, значи он е највисоко во хиерархијата. Сите разбираат, сите знаат и сите имаат право да кажат. Тоа мене ми е јасно. Југославија имала 20 милиона селектори, Македонија има 2 милиона селектори. Тоа не треба толку многу да ја руши атмосферата, да ја нарушува и да ја ремети, кога е во прашање создавање тој победнички менталитет и дух. Да веруваме дека можеме. Ништо повеќе. Не се сомневам дека сакаме сите, не се сомневам дека најмногу сакаат, кажав и претходно, тие што се долу на теренот, вклучувајќи го и Милевски, нормално, како врв на нив, како предводник нивни. Не се сомневам дека еден Горан Пандев, кој што е дел од тимот во Федерацијата, дека еден Илија Најдовски, дека еден Агим Ибраими, дека да не ги родам Гоце Христоф е таму. Да. Значи, добро, Ардин не се Шекерев сомневам во претседателот Омерагич, фајтер, борец, дека сите они сакаат дека ќе направат се што можат, ама нешто недостасува, од народот недостасува. Отсуствува камчето на притисок, радост, еуфорија, на желба, на отворена амбиција, како што излезе Столе Димитриевски против Казахстан и кажа, наша единствена опција е цел да победиме. Еве не победивме, сега да го обесиме ли Столе Димитриевски? Па точно така е, во право. Кажете, излезете и кажете, одиме во Кардиф да победиме, да бидеме втори на табела. Така е. И што сега еве го Столе кажал дека сака, и што ако кажал? И сега леле Столе не успеавме, па не успеавме да што? Па Пикси преживеа ли? Па Пикси преживеа, мислам преживеа во буквална смисла. Го смениле. Абе што се плашиме да бидеме позитивни, што се плашиме? Ме враќаш многу назад, уште ова само како една дигресија. Диего Марадона, знаете кој е Армандо Диего Марадона? Беше селектор на аргентинска репрезентација 2010 година во Јужна Африка. Седев таму 40 дена, најав за Аргентина и го гледав. Не успеа ништо да направи. А велеше одиме во Јужна Африка да бидеме светски шампиони. Ја имаше шансата да биде еден од ретките, како Франц Бекенбауер и Дидие Дешан, кој како играч го освоил светското првенство и како селектор го дигнал овој пек. Не успеа Диего Марадона. Го обесија во Аргентина. Па колку имаше не успеа. Ама ако не ја прави таа атмосфера Диего Армандо со неговата карма, со неговата харизма, ќе живеат аргентинците нормално или ќе бидат сите умрени и папсани? Се јавува за светското првенство во Катар, еден момент сега ми доаѓа да го споделам, ја даваат англиската репрезентација. Репрезентацијата на УСА, на Америка, се извинувам. Ги даваат сите, па меѓу другото и Америка сега ја даваат, и во соблекувалната седат фудбалерите, репрезентативците, нивниот селектор го држи телефонот во рака, им се јавува председателот на Америка на спикерфон пред надпреварот да ги поздрави и да им каже дека вие сте најдобри, а знаеме дека не се најдобри сите. Дека сте најдобри, дека можете, дека морате, дека целата нација очекува на вас, дека ова, дека она. Па добро бе. Па тебе малце некој да излезе и да каже, абе одиме да го победиме. Па ќе сме изгубеле 5 разлика. Председателот на Америка Џон Бајден беше мислам пред Доналд Трамп, селекторот на САД, и тоа се случува пред надпреварот Англија, Соединетите Американски држави, кој заврши 0:0. Така е. Американците не изгубија. Така е. Сега кај нас, кој е тој што треба да се јави и да ги мотивира? Не знам. Не знам, се оди во Кардиф, одиме. Не, ние не знаеме дали ќе одиме во Кардиф, не е ни важно. Се одиме во Кардиф. Ние застануваме зад репрезентацијата, за низините амбиции и популарно со песната You Will Never Walk Alone, химната на Ливерпул. Ние ја пееме кога е во прашање нашиот национален фудбалски тим. Не сме застанали, не сме престанали, ќе ја пееме и без оглед дали ќе одиме и ќе се бориме за пласма на светското првенство преку тоа второ место и победа против Велс, или директно преку бараш на преварите, па макар игале повторно со Италија. Сме покажале дека знаеме да одиграме добар фудбал. Тоа сме го покажале до сега во повеќе наврати, да одиграме добар фудбал во Кардиф. Да го победиме Велс, да бидеме во третиот шешир, да добиеме полесен противник,
И Сега полесен, нема лесен, тежок, но сепак полесен. И после со Господ напред кон Лос Анџелес, Сан Франциско, Бостон, Филаделфија, Дај Боже. Мајами, Сиетл, Торонто, Ванкувер, Монтереј, Мексико Сити и Гвадалахара. Таму е местото на македонската репрезентација на еден од овие градови да игра. Дај Боже да биде така. Тоа го посакуваме ние, тоа го посакуваат сите што сакаат фудбал, сите што сакаат спорт во оваа наша држава. Мали сме, но имаме големо срце. Можеме, без оглед на сите пехови што ни се случуваат, можеме да одиме во Кардиф да победиме. И да веруваме. Ние остануваме тука со вас, продолжуваме да продуцираме. Ни требаше можеби малку време после ова со Казахстан, да добро размислиме и да си ја вратиме таа самодоверба. Остануваме со продуцирање спорт, не велам фудбал, но еве и нешто ново да најавиме. Значи, Другутов подготвува еден серијал, нема да го кажам мини, затоа што не е мини, после 9 светски првенства, 9 европски првенства и не знам колку лига шампиони, не е мини серијал, но во нашите емисии ќе гледате и нешто како било во минатото, како се оди на едно светско првенство, што треба да направиш и како живееш за да начукаш безобразно или непристојно, ќе го кажам по овој збор, на грбот 9 светски, 9 европски, колку лиги шампиони се? 12 финали. 12 финали на лиги шампиони. Стиснете лайк, стиснете subscribe доколку ви се допаѓаме, за скоро со нова емисија. До скоро.